Емил Павлов, мой приятел, другар, колега спортист, каратист, най-добър Штип, най-добро Македония, най-добро Балкано, най-добро Европа и мое мислене дека е най-добро свето у неговата категория. Емил Павлов, здраво! Здраво, Милан. Najprv сакам да ти се заблагодарам за поканата да видам дел од ова твое ново издание, нови емисии. Се надам дека ќе привлечеме внимание кај твоите гледачи, кај и сите оние што сакат да не пратат, да не следат и да не слушат. Да. Сакам да започнем со тоа што само накратко ќе наброам најзначените што ти се достигнувања у каратето. Мислам, вие се најзначени, а други имаш, значи медали и други достигнувања. Ако почнем да ги броам, нема да стигнеме мориската картичка да не снима се. 2 пати си европски правак. Тоа беа кои 2 години? Па да, тие се моите најзначени резултати. Најпрво во 2014 година во Тампере, Финска, го освоив првиот златен медал. Потоа после 4 години го освоив и вториот златен медал 2018 година во Нови Сад, Србија. И можам да ги издвојам тие како најголеми и најзначени резултати за мене, бидејќи навистина сите оние само првиот е шампион, така да навистина овие резултати ми значат најмногу. Да, интересен winner mentality. 2 пати европски шампион. Пред тоа 2 пати си освојували бронза на европско првенство, што е било некако да речеме као многу вестување кон златото. Имаш земално трето место на европски олимписки игри, што е исто така прилично импресивно. И прво место во Карате Премиер лигата. Да не забравам дека за 2018 си прогласен како најдобар спортист на ниво на Македонија. Па да, покрај овие две европски злата, овие други медали што и напомена ми се исто така значени. Покрај овие две злата од европски првенства имам исто така и 2 бронзи, исто така и бронзен медал од европските олимписки игри кои се одржуваат на секои 4 години. Тоа е исто како олимпијада само од европските земји. Јас сум единствениот што има освоено. Јас и Мартин Несторовски се извинувам, исто тој каратист во 2015 година освоив бронзен медал. Минатата година исто повторно со освоениот медал на европското првенство во Гадалахара, Шпанија, со бронзениот медал обезбедив норма за вторите европски олимписки игри, но таму за жал бев пето пласиран, исто 2 пати бев надправувач со норма што обезбедив за настапа на нови европски игри. Исто така во 2018 година, како што кажа и ти, го освоив, ја добив наградата за најдобар спортист на Македонија, бидејќи навистина ја заслужив таа награда во последниве 4 до 5 години. Јас постигнувам во континуитет големи успеси. Мислам дека и претходно заслужував да добивам таа награда, но ете во 2018 година таа награда дојде во моите раце. Навистина сите овие резултати ми дали се моја мотивација да продолжим и понатаму за што уште поголеми резултати, бидејќи јас не се задоволувам со ниту еден успех. И имам доста, но секогаш сакам да што е можно повеќе да освојувам. Така е. Значи, нешто многу интересно спомна, дека не се задоволуваш со ниеден успех и дека тоа е еден од можда еден од најбитните фактори за тоа да ти биде секој следен тренинг, да ти биде поголема мотивација, секој следен надпревар или секој следно првенство или следен евент да ти биде уште поголема мотивација или наредно скалило да се огледаш. Мислам, не знам дали луѓето што се околу нас тука, не знам колку само сваќат, нели, пошто каратето не е еден од најголемите спортови во Македонија, нели, потака главни се фудбал, кошарка, ракомет, се тоа, ама мислам дека у последните години многу повеќе доваѓа у израз каратето, и со тоа што има, нели, повеќе членови. Мислам, јас сум никаде ни приближно толку успешен каратист како тебе, ама јас имам некои 14-15 години на прилика искуство, не толку интензивно тренирање како тебе, ама сум бил и на надпревари, и на првенства, и на државни
јас дури еднаш Да, на да, балканско дури одено и имам протесо гледам, имам гледано низ годините како се повеќе и повеќе луѓе се, значи салите се станувале по николку пати, мислам ти си бил и на државни и на обични турнири. Салите колку се биле значи препуни, да нема кај да седеш, да нема кај, значи било е мислам и многу интересен спорт во секој случај, а зборот ми беше да се врнам назад дека луѓето може не дека него цената, ама може него примитува толку како битен спорт. Тоа е нешто, значи твоите достигнувања се нешто што е мислам на европско ниво, значи се бореш и ти дечките кои што се борите нели у нашто, да речеме у нашата лига или на наше ниво се многу добри, значи да се освое европски медал или да се освое балканско првенство или да се освое е нешто, значи се напреверуваат од цела Европа луѓе што тренираат. Најдобрите од секоја држава. Како? Најдобрите од секоја држава на слободна држава. Да, значи сега процесот на селекција, да речеме нема толку многу релативно толку многу каратисти у Македонија како што има пример у Србија или у Бугарија. Значи јас мислам дека у Србија, сега нема факт за збор, не знам, а мислам дека у Србија има многу поголем број на каратисти, па нели Србија се малку поголема држава. Знам мојот тренер ми има кажувал на времето кое е довеѓало време за да се представува пример Турција. Знам дека Турција има огромна конкуренција да се биде најдобар у државата и дека има дури давано на тие што најдобри дали некој стан има поклонувано за нешто. Се имат коли, станови, куки, се и пред време. Ти колку стани имаш? Сега ги ти кажам вака, значи јас порано прв пат ко настапи на Европа 2014 година, бидејќи кај нас реално за жал каратето не е толку популарен, а моментално најтрофеен спорт во нашата држава, бидејќи ние од сите, почнувајќи од младински категории па до сениори, имаме медали на европски, на светски првенства, додека во другите спортови за жал кај нас во Македонија може тоа само да го сонува, таа е реалната слика. Во 2014 година јас само сакав да се надоврзам на тоа што кажав ти, што ме праша и ти за дека апетитите растат, дека секогаш сакам да постигнам што е можно повише резултати. 2014 година јас бев задоволен да освојам најмалку пето место на тоа првенство, бидејќи кај нас од каратето за жал немаш никакви средства, немаш никакви примања, пред додека да постигнеш некој резултат, треба сам да се финансираш, сам да се плаќаш над преварување, да представуваш државата, сам да се финансираш. Јас сакав да го постигнам тоа пето место, бидејќи до пето место на европско првенство следува стипендија од државата. И што тоа беа мои први примања од спортот. Но јас го поминав трето коло, тоа значи сигурно пето место, бидејќи бев во полуфинале. Но тогаш кога победив таа борба, јас опуштив психички, се бори во полуфиналето и ми беше седно дали ќе победам или ќе изгубам. И така без оптоварување јас го победив тоа полуфинал и тоа доста убедливо со 5:0, го победив вице-првокот од светско првенство и потоа во финалето исто така успев да победам со висок резултат од 6:2. Сакав да кажам дека тоа ми беше пред да го освојам таа цел, дека ќе бев задоволен само со тој успех, но јас кога победив таму, кога станав прв, видов дека можам да ги победам и на добрите, зошто да не продолжам и понатаму да тренирам поупорно и да постигнам што е можно повише резултати. Како што кажа и ти дека кај нас во Македонија можам да кажам дека сите спортови треба да гледат како треба да изгледа една спортска федерација што е организирано од секој аспект, пред се од домашни првенства, каде што навистина мислам дека во Македонија сме најдобра организирана федерација која државата на спортскиот Оскар 3 до 4 пати поред да добиваме таа награда како најдобра федерација. Се тоа кажува за тоа колку каратето е број 1 во нашата држава, иако за жал не е толку популарен како до останатите спортови. Јас мислам дека доколку не ги постигнав овие резултати во континуитет, да го постигнав само тоа европско злато во 2014 година, дека сега мене немаше ни
да ме знае некој, дека бидејќи во оние други спортови се радуваат и на пласман на европско, на светско првенство, а кај нас пласман не е ништо, туку ние постојано сме со медал од европски и светски првенства. Да, значи мене ми е многу жал што нема таа култура, нели, како цело време, јас кога слушам пример, радио кога слушам, не радио, телевизија кога слушам спортски вести и натаму, цело време се пласман нова, значи процесот за пласман кај вас е многу ригорозен. Значи дали сакаш, дали ќе бидеш нели за да стигнеш на европско првенство, треба да бидеш така ќе го објаснам. Молим те, објасни ми, за да стигнеш да се напреваруваш, да представуваш Македонија на европско првенство, кој се треба процеси да ги поминеш, кој процеси, кој ниво треба да ги поминеш? Во последните години критериум за настап на европско или светско првенство или да влезеш во репрезентацијата, имаме државно првенство, каде што на тоа државно првенство учествуваат сите надпреварувачи од целата држава, како што има категории, 5 категории во машка конкуренција, 5 во женска, така што се надпреваруваат сите и првите четворица што ќе обезбедат медал прво, второ и 2-3 места, потоа вториот ден има бергер надпреварување. Тоа тие сите медалисти се борат секој со секого и кој има најмногу победи, тој влегува во репрезентација и има право на настап на европско или светско првенство. Не беше напоени порано или? Прво, второ и трето место се добија кој е прв, кој е втор, кој е трет, потоа во бергер систем се борат секој со секого и кој има најмногу победи. По победи. И секако има бодовна предност. Доколку си државен првак имаш 100 поени, доколку си втор 70, доколку си трет 50. Така што вториот ден мора, доколку си прв на тоа државно првенство, мора да го потврдиш тој резултат за можеш да настапиш на европско или светско првенство. Навистина во Македонија има конкуренција голема во сите категории, така што не е лесно да станеш и државен првак и да влезеш во репрезентацијата. Се случува надправо Џо освои медал на европско првенство, па наредната година да не може да влезе во репрезентација бидејќи некој друг од таа категорија го победил и тој има право на настап. Така што навистина е доста тешко додека во другите спортови нема ни приближно таква конкуренција, затоа што во другите држави како што спомна и ти, Турција, Франција, Германија, Иран, таму конкуренцијата во нивните држави е многу поголема и затоа тие постојано постигнуваат големи резултати на светски на светски првенства и на премиер лиги, бидејќи прво конкуренцијата во нивните држави е многу голема, бидејќи е многу тешко да станеш шампион на државата и потоа е многу, мислам, го имаш голема предност за да освоиш медали на меѓународно преварување. Со мотивација, со конкуренција да се иде и мотивација и обратно. Сакаше само на брзина да се врнам на поента да потенцирам дека лично сум сведок за тоа колку нашата федерација е спремна во смислу на организација, значи знам за едно државно првенство кое има, викаме судии од други држави доаѓаат за да биде нели по-неутрално тука, да не сме многу голема држава и мислам дека се знаеме нели кои се тренери, кои се судии и сега за цел да се избегне нели меѓу други причини со цел да се избегне нели што викаме ние влечење на едната страна, на влечење на друга страна или да се избегне некакви нефер одлуки, така нефер одлуки или неправди, викаме судии и тоа се, значи тие судии да треба да се платат и нели и смешта и да ги донесеш и плюс за дено и се тоа и тоа се акредитирани судии со светски лиценци. Можеме да кажеме дека потполно си управо за тоа. Откако дојде на чело на федерацијата Драган Стојановски, кој е поранешен каратист и моментално е бизнисмен, тој дојде во федерација и види што му фали на овој спорт. Многу добро е изменаџира целата работа од судии, од тренери, вложување во тренери, во судии и можем да кажем дека откако дојде тој почна со текот на времето и нашите резултати на меѓународни надпревари. Порано пред да дојде тој претседател имаше судии само од Македонија кои можем да кажем дека постојано влечеа за скопските клубови и многу беше тешко да влезеш во репрезентација. Да гледаме назад дека 80% од репрезентациите порано беа се од скопските клубови, можем да кажем дека многу беше тешко од останатите градови да влезеш во репрезентација. Тоа е
благодарение на тоа што немавме добри судии, бидејќи беа сите од Македонија, немаше толку судии со светски лиценци, но откако дојде председателот на чело на федерацијата, тој го виде тој проблем и инвестираше и во наши судии да станат што подобри судии, бидејќи можам да кажам дека и во наша држава има 10 светски судии со светска лиценца. Браво. И за да не дојде до тоа да има сударни интереси, нашиот председател покани суди од страна кои судат европски светски надпревари, тие доаѓаа на секој државно првенство и тука е најферското судење, тука се гледа кој е најдобри, затоа благодарение на тоа ние постигнуваме и големи резултати на овие меѓународни надпревари. Да, значи тоа е еден колективен, да речеме, ефорт, што е колектив ефорт. Точно така. Значи треба од сите страни да се биде поддржан, да се има, да биде и систем разработен, да има системна поддршка. Сега надевам се дека Уиднина нели многу време се надеваме, ама надеваме се дека ќе има нели повеќе стипендирање, дали ќе има по-лесно квалификација, малку друго е и самото општество кое веќе да знае нели како каратист, веќе кога малку се промовираш, а мислам дека тука ние младите дечки сме, вие младите дечки што сте спортисти, што сте у федерацијата, треба малку повеќе да нели треба да си го промовираме спортот, треба само да покажеме пошто нели јас не сум толку успешен, па имам стаж у каратето и знам колку само на мене лично, значи лична изградба, да речем, на карактер ми е помогнало. И у смисол на физичка активност, и на спремност, и на дисциплина, и на духовност, и на значи самото тоа сите сме пораснали у карате клубови. Ние што сме знаеме колку е интересно, да речем, да бидеш у клуб кај што си најмал и кај што има секој пат поголеми и многу често кај што на тие поголеми имат задачка да те дисциплинират. Не знам ти каков си бил, не си бил може толку палав како мене, ама јас сум бил палав ли, кој користи да е збор? Палав, никој не си бил толку лош да речеме како мене, ама јас знам уште од малко сум бил си имали, денеска живеам највеќе со тие луѓе, значи највеќе што ми имат казнувано или што ми имат, не да речем тепано, ама така на борба, нели, ударано. Појак удар, дали било што контакт. Така малку така, нели, за дисциплина и се тоа. Со тие луѓе денеска највеќе живеам, да ти кажем. Колку и така да се врнам 10 години да си го врнам филма, колку пати, може во различни клубови не е било секаде вака, ама знам дека кај нас многу пати сум си довеѓал дома плачејки. Значи, многу пати сум довеѓал дома, нема веќе да тренирам, не одам веќе од утре на тренинг, само ме малтретираат, само мене ме казнуват. Значи тоа е требало години и години за мене малку некој да ми нели дисциплината малкучко да ми покаже што значи тоа дисциплина, што значи тоа не само да слушаш некој што ќе ти каже, тука да го поштуваш постерео, да го поштуваш, тај што има повеќе искуство, да видиш дека мислам дека растеш како човек, како дете, да пример, како артист. Кога престанеш да се лутиш или се нервираш што си казнуван, а почнеш да слушаш што има да ти кажат другите. Значи јас секундата моментот кога престанам да ме болат или нози од трчање кано, не знам, знаеш ли кано што е трчање? Како не знам, колку пат сум трчаел помал. Само малку. Кано е наводно казна. Некои викат благослов, некои викат казна. Јас ќе речем казна, не ми беше толку благослов. У која шо доколку нешто не си дисциплиниран или не слушаш или не работеш или не правиш нешто или си правиш на обед на тренинг или се смешкаш или се ладеш додека другите работат, пошто тоа има негативен ефект на целиот тренинг. Значи ако ти посебно си малку посериозен нешто, ако ти се збориш и другите гледат, другите зборите, тука има многу цела интересна психологија. Значи кано е кај што ставиш ги раците позади, значи вака и клекнеш, и само скокаш додека клекнеш, значи вака како зајче се скокаш или на глава. Скокаш цел тренинг. Сега ние тренираме Ванчо преки салата и таа мислам дека 50 на 20 или отприлика така нешто. Не ме фаќа за збор. Првиот круг, таму кругови беше, не сега до таму и назад. Првиот круг беше окей. Вториот круг почна да те болат нозите. После четвртиот круг откажеш, дома си ош плачејки, ама кога се разбудиш наредно ден, тога и доваѓа плачењето, пошто ти се воспалени нози, ти се воспалени раци, ти се воспалено се.
Колку круга има мистер Чано Яскано, за тебе не знам, мислам дека ти ми стоиш малку помирен карактер, си бил малку посмирен. Имам Трчано, ама не до толкова много, знам шо е Кано, знам го тоа чувство како ти. Не си имал толку лоши, да речеме, спортисти, кажи го, колеги, може би. Имал сум. Сакам да кажам дека да се надоврзам на твоето прашање дека каратето како прво е виштина која не учи на почит спрема секого, пред се спрема постар човек, без разлика колку си ти поуспешен од него или било шо. Како што кажи, ти немаш толку успеси, но не може секој да во овој спорт, не може секој да биде успешен, некој е повеќе, некој е помалку. Еден е прв така? Да, токму така. Но навистина ние како што научи каратето пред кога почнуваме со карате, тренерот научи дека каратето е вештина која пред се мора да те учи како треба да се однесуваш спрема постар човек, како треба да имаш почит спрема секого, пред се спрема салото во која вежбаш од твоите колеги, не само во каратето, туку и во животот. Навистина од овој спорт добив многу, пред се изградив карактер кај што треба да се однесува секој човек. Јас да кажам ова за мое лично мислење, бидејќи навистина многу ми помогна во карате, бидејќи во некои моменти сум многу смирен благодарение на каратето, донесувам некои одлуки, животни одлуки што бараат многу смиреност и пред се она физичко здравје, каде што навистина му помага на човекот и во подобра работа на нервниот систем со физичката активност. И навистина, не само каратето, мислам дека секој спорт е убав на свој начин, не мора само да го тренираш тоа за да бидеш успешен. Добро е да тренираш и за да бидеш физички активен и да го правиш тоа со задоволство. Како што кажа и ти, каратето те учи на многу работи, многу добри работи. Пред се дисциплината е број еден во овој спорт, затоа нема простор за недисциплинираните луѓе, или стануваат дисциплинирани или се откажуваат од овој спорт и се запишуваат на некој друг спорт. Да. И навистина многу благодати има во овој спорт, и ја користам оваа прилика сите оние што ќе гледаат оваа емисија да започнат да тренираат карате, но не мора и карате било кој спорт, бидејќи навистина ќе биде многу добро за нивните иднина. Генерално и скоро сите боречки вештини се многу слични во тоа што си барат дисциплина и се. Сега не зборме за каратето, пошто си влечеме на нашата страна. Да. Ама друго нешто за што сакаше потенцираме дека викаш нема да биде секој да речеме толку успешен, ама многу луѓе што се били и низ нашиот клуб. Значи јас имам трениран, јас сум Партизан, имам трениран кај Миланчо Черкезов од почеток до пред некое време. И имам видено многу луѓе како поминат. Значи, дојделе довеѓале преснали довеѓале. Значи, од тие луѓе има довеѓано, значи постари луѓе имат почнуваат. Значи, и машки и женски, тоа е нешто следно што сакам да зборам. И машки и женски луѓе што се били, да речеме, и деца, и тука тинејџери, и некои значи имавме еден член што иде дури мислам дека на мајка ми и на татко ми генерација Владко, мислам дека е тука околу 40 години. За кој збораш? Да, за Владко. Он дојде и со години тренирање се бајле, кажи го, секоја вечер тренинг, мислам дека после не знам колку години, мислам дојде, значи човеку, не да речем години, не е стар, ама значи не е дете да речеш, со години вежбање и на крај стигна до полагање, нели, за црн појас, и положи, има прв дан има црн појас, и тоа е само индикатор, и он колку се е сменил, значи со него имаме дискутирано многу пати колку само него го има, значи он е дојдел, значи замисли сега, он е човеку, да рече, постар, возрастен, дојдел и треба да слуша некој многу помлади од него, што ќе му каже ти што треба да се направи тоа, че тоа е на некој начин понижен, да, така мислам дека се вика пониженост, или што треба да си згаднеш егото, треба малку се симнеш на ниво и треба да понизност. Мислам дека така нешто беше збор. Во останатите спортови мислам дека тој пример го нема, бидејќи кај нас сите знаеме, јас знам највише, јас знам ова за кај нас. Можда порано е била културата малку околу каратистите, што имам слушано дека нели стигмата е била таква, каратисти се, тепачи се, и мало е
низ градо, дали тепачки, дали нещо, то мислам дека тоа е било некако порно. Сега, малку откако се дисциплинирани и се луѓето, никој не мислам, јас не сум никој чул сега, јас сум каратист или јас, то виртуално го немам ни слушнато, да речеш уопшто у денешно време. И тоа е нешто што многу ме радува. Значи, кога каже некој сум каратист или црн појас или втор дан сум, јас имам веќе друга перспектива за човекот, имам друго, значи, нели, има сега црни појасови, ние си знаеме. Јас предавав кај шовешки факултет у Англија, 2,5 години предава. Првата половин година беше само се убацил универзитетскиот клуб, после почна да предавам онака и веќе доваѓа црни појасови, секој четврти некако црни појасови емил. И сега викам, мајму. Кого викам толку, викам црни појасови, гледам ги деца и некој пат сваќаш дека нели не се сите црни појасови. Правам се некоја поделба. Сега нешто друго што сакаш да спомнам. Односно на машки спрема женски у каратето. Јас од моје лично искуство мислам дека е тука некаде 50-50, ако не се лажам, може да малку повеќе има машки, ама мислам дека не е нешто како да речеш како у фудбал, да има толку многу големо 80 со 20 или 70 со 30 или 90 со 10, не знам точно, некако не е стигматизиран спортот како машки спорт, како јак спорт, како нели нешто што само мажи може да прави, или само дечки може. Тоа не само тука, значи и кај што сум преверувал и тука и у Србија, и у Бугарија, и у Англија, и секаде кај што сум отидел или да гледам или сум преверувам, секаде е било 50-50, значи не е било само секоја категорија, секој пат е било пуно. И кај што сум тренирал и кај вас у клуба и тука и у Англија секаде е било. Тоа ми е многу интересно кај што нели кога речеш борбен спорт, пример да речеш бокс, највеќе или кикбокс, мислам дека претежно, сега не дека нема, ама претежно е, мислам дека доминирано од машки спорт. Сега има и женски, значи има и да не ги речем исклучици, има и многу женски што тренираат, тоа не ми е поентата. Поентата ми е дека има многу повеќе нели машки или женски од този спорт. Мислам ако штип како се викаше ваша Викторија Варадинова. Кикбокс мислам дека кикбоксерка. Значи она е еден исклучителен пример. Сега не се знам со довојче, само што гледам дека постигнува или натаму. Супер, значи не дека не се може. Ама тај баланс, мислам. Па да, дали кај нас управо ли су били? Во последните години во овие борачки спорти како кикбокс, бокс, можам да кажем дека женската дисциплина веќе е популарна, додека во карате спортот години назад откако како што е машкото карате, исто така и популарно и женското карате. Како што има 5 во сениорска конкуренција 5 машки категории, има исто и 5 женски категории. Исто надпреварува че има и во машки, исто и надпреварува че во женска. Можам да кажем и во Македонија има доста девојки што тренираат карате, пред сега да ги напоменам тие поуспешни како Наташа Илиевска која исто е на европски првак. Да. Наташа Стефан сега беше тренер, сега е во извршен одбор во федерацијата. Браво. Сам дека што поскоро ќе почне да биде во оние тренерски води, бидејќи навистина му фали на таков кадар на овој спорт, во женскиот спорт да има женски селектор, бидејќи навистина ќе има наследничка на неа и таа ќе опренесе своето знаење на сите оние останати, но покрај неа тука и Јовано Георгиева кој Штипко има бронзен медал од европско првенство. Токму така, Наташа Стефановска, Поликсенија Вановска, исто од нашиот клуб Бојана Манева и да не ги забораваме сите останати. Навистина, да не збораме за меѓународни рамки, бидејќи навистина женското карате во овој спорт, можам да кажам дека е на едно високо ниво, има многу голема конкуренција во сите категории, сите они што добро го знаат овој спорт, знаат дека и доста е популарно и женското карате. Да. И многу е битно да не само да се има женски, туку да се има нели тие што се добрите, најдобрите женски да служат како, значи на млади девојчиња што мислат дека не се знае спорт или те викам нема е таа стигма, ама некој ако се мисли уште како деца сега карате тоа е машки или да имат на кој да се огледат. Значи така. Нели да имаш некој на кој да се огледаш, пример јас ке се одгледам на тебе, ама те пример сестра ми Сара, треба да мислам треба.
убаво е да си има девојче на кој што ќе се одгледа, да биде како нели како пример за да се покаже дека се може. И дека не е само нели што се гледа или дека се може и дополнителна мотивација. И тоа е нешто многу голем пример. Порано сите знаеме што ќе тренирам пример каратисти сам таму само машки или кикбокс или бокс. Моментално сега гледаме дека и кикбокс и бокс вежбат женски. Тоа е добро. И сакам да кажам дека дај Боже да има што повеќе и женски во овие спортови, бидејќи тоа во каратето го има одамна и си машини, јас и на припреми во клубот вежбам и исто како што вежбам со машки, со така вежбам и со девојки. И навистина тоа треба да се практикува и во останатите спортови, бидејќи каратето го докажува тоа дека може да тренира заедно и машки и женски. Да, колку пати и ние и на тренинг, многу пати сме се мешали машки и женски и никој пат не е имало некоја бариера да речеш сега јас не тренирам со женско или женското да се плаши да тренира со машкото, пошто кај нас беше, знам, имаше една другарка, трениравме заедно и он цело време сакаше со мене, пошто мене можеше повеќе да му удари. Тоа не беше, не беше целта, ама некој пат така, мислам од мое искуство, да си има некој по може да се отпуште, кој може нели машкото повеќе да го удараш малку по кој имаш прилика. Кој имаш прилика, да, веќе кога се даде шанса. Посебно ако нешто се скарали или па ако си дадел казна како постарал, многу сакат луѓето да ти враќаат. Јас сум веќе така. Интересно. Сакам те прашам нешто. Јас многу пати си имам, тоа сигурно е карактерно и тука многу интересна психологија е веќе околу борбите. Јас кога сум доживеал пат или да речем кога сум изгубил на борба или лошо сум изгубил или тука сам од одборбата е многу битно. Мислам дека ти се знаеш и тука значи колку да си јак у мозокот, колку да си спремен, колку треба да бидеш многу да речем многу психички спремен за ваков спорт ако одеш на кај врва, пошто тука веќе играта на самодоверба, усигурност у себе, нели малку е многу е битна, многу е важно. Пример, јас кога сум изгубил некоја борба, дешавало се изгубим и 5-0 и 6-0 и 8-0. Јас после тоа сум бил, значи самодовербата на нула, не на нула, у минус, значи у минус до степен кај шо од утре не одам веќе на тренинг. Од утре веќе не тренирам, ќе почнам нешто друго, ќе почнам точок да возам, не знам што трето, пето. Сега, тоа е и добро и лошо. Лошо, очигледно, поради тоа што нели губеш, имаш малку срам, посебно ако те гледат родители. Среќа моите родители, не знам зашо, така се ми пуштали, имат на една борба има дојдено во животот, може и по-добро. Ти сте мене одгледаме еднаш казам. Стварно? Да. И по-добре. Тогава не сум само ја. И баш нормално сега. Баш на тај пат кај што ме гледа, изгуби јас 5-0 и Вујко ми спортист на времето, многу голем играно, многу класично звучи, ама играл е у репрезентацијата за ракомет. Не знам кои години, ама бил и на европски првенства и се били и ватерполист многу голем. И он дојде еднашка да ме гледа, јас изгуби 5-0 и он ми шамара: "Шо е во, јас доволи доваѓам да те гледам, ти кога ќе тренираш викенд напред", и јас тука скрашен, значи на нула и он ме одерал минус. И јас тука мислам го паузирам малку, едно време малку. Сакам ти кажам вака. Значи сите оние што сакат да знаат за мојата кариера, дека јас многу често го доживував тоа како тебе, дека имав многу порази до 21 година. Јас постојано губев на државни првенства, а тренирав многу, тренирав многу. Многу од моите другари постојано. Сега си 28. 28? Да. Леле, ја беше спремен да кажам 5 или евентуално 6. Лично на помот, ама 20. Каратето е анти-ейджинг спорт. Дами и господа, девојки и дечки, ако сакате да изгледате млад како Емил Павлов на 28 години, запишете се на карате. Не е битно каде, не е битно со кого. Извини, продолжи се. Да, и постојано губев, да тренирав многу и многу од другарите ми викав зашто тренираш, губеш од овој, губеш од оној. А тренираш се бали вечер, додека сите мои другари
постојано ми вика ајде излегуваме до покосно. Јас не се бали, морам дома да одмарам, се бали имам тренинг рано, морам се легна. Многу луѓе нема да го сванат. Колку е тешко да кажеш не на излавање, на кафе, на дискотеки, на саботи, недели, Тоа ќе го свати откако постигнав успех и ми кажува те за ова ти го постигна овој успех, бидејќи ние кога ти викавме, ние кога излегувавме до касно, ти со твојот карактер остана дома, одмараш и стануваш се бали да одеш на тренинг. Јас до 21 година на секој државно првенство, како што спомнав преска и државно, за да влезеш во репрезентација најпрво треба да настапиш на државно првенство. Јас секогаш бев прв на државно првенство. Следниот ден или втори или трет и не влегував во репрезентација. Но јас исто откако заврши, тоа секогаш беше сабота државното, недела Бергер. Јас понеделник се бале секогаш бев на тренинг во 6 часот наутро. Додека останатите тие што така што каже и ти нема веќе да тренирам или било што, ова е пример дека треба да бидеш што е можно повише упорен. Јас секогаш знаев дека сум подобар од другите, но ете поради некои други околности губев или не бев доволно спремен или не доволно спремен, момент на да, многу пати момент и на среќа и не само на среќа. Туку момент на милисекунди на грешките се прават, ќе стигнеме до тоа, че грешките се прават. Али ја мислам дека тоа сите порази се дел од спортот, бидејќи без пораз не можеш да научиш па колку е сладка победата, така што јас навистина со тие порази изградив карактер, каде што тренирав што е можно повише, можеби ако победов на тие години немаше да тренирам како сега, дека ќе се опуштев или ќе знаев дека сум најдобар, дека немам конкуренција или било што, но ете јас тие порази за мене беа лекција, ми научија дека не треба да се откажувам, да верувам и понатаму во себе, да тренирам уште повеќе и ете дојде време после неколку години порази 2014 година станав европски првак, од нигде некаде сите не беше верно дека јас станав европски првак, но ете како што идеја годините ја друг медал, трет, четврти, пети станав еден од најдобрите спортисти, така што ова е пример за сите оние млади спортисти дека поразите се дел од спортот, мора од било кој спорт, но од тие порази мора да научат лекција, да бидат што е можно појаки во наредниот период, да тренираат уште повеќе, дека да веруваат во себе, да тренираат, да бидат дисциплинирани. Јас сум убеден дека сите ќе постигнат успех. Да. Но тоа е тешко, но во тие моменти кога постојано губиш, како што кажа, ти немаш поддршка од никого. Лесно е во победи кога некој ти кажува добро или било што, но кога го губиш многу е тешко, сите не веруваат во тебе. Ти си остане сам на себе, на ете јас благодарение на моите тренери, тие ме насочија на прав пат. Верува и тие во мене, федерацијата и сите оние останати кои беа мојата фамилија, моето семејство застанаа зад мене, ми беа моја поддршка и јас ете со мојот карактер продолжив понатаму тренирам што е можно повише, еве го достигнав тоа што го имам денес и надам дека ќе постигнам уште поголеми успеси, бидејќи ме очекуваат Олимпијада здраве другата година. Здраве живи. Јас сум воодушевен. Значи многу малку луѓе знам лично што би го имале твојот карактер. Многу малку луѓе знам што би можеле да постигнат тоа што го имаш или што се спремни на такво нешто. Тука со поразо е многу интересна работа. Со тоа што не знам како само да ставам нагласок на тоа дека треба тоа да го знаеш, дека кога да си убеден во тоа, дека кога ќе паднеш или кога ќе бидеш доле или кога ќе имаш тежок момент, дека најбитното нешто треба да направиш е да станеш и да продолжиш. Пошто легнали доле, после се потешко и потешко доваѓа, нели потешко се креваш нагоре. Значи тоа нешто што си го сванал, тебе ти требало и на многу луѓе требало години, па на крај за кога ќе земеш медал или кога ќе се качиш на подиумот или кога ќе заврши тајмерот, да знаеш дека си победил, дека нема назад, дека тоа е тоа. Дури во тај момент осетиш на крајот. Тоа чувство е неопишливо, тоа нешто најдобро. Да, на претходниот подкаст се збориме и он и со гитарата и со свирењето исто, значи дење ноќе, вежбање, проба, се и на крај за кога ќе постигнеш, дури тугај се седна нешко исплаќа. И таа консистенција е многу. Тој пат е многу тежок.
тај пат е Не само во спортови, сите оние области, дека тај пат да стигнеш до успехот е многу тежок. Навистина, секој спорт или секоја област, секоја друга работа што ја работиш и било што, патот е многу тежок до успех на овој врвен спорт. Навистина е тешко, бидејќи ние потекнуваме од мала држава што не е толку што немаме толку голема помош како останатите репрезентации, како современи услови за работа или за било што, мора самиот да даваш што е можно повише за да вложиш во себе. Може, како што кажав и преска, дека пред да постигне кај нас во каратето, додека не постигнеш успех, треба самиот да вложиш за себе, потоа со таа стипендија кога ќе постигнеш е полесно и можеш самиот да се вложиш во себе, да инвестираш од сите оние како здрава исхрана, како суплементација и се останато што му треба на еден спортист. И тоа е, можам да кажам, еден проблем затоа во нашиот спорт, бидејќи додека ако не постигнеш успех на 18-19 години, многу млади луѓе се откажуваат, немаат моќ да продолжат да инвестираат во овој спорт. Не се мокни своите родители и навистина треба државата или било надлежните институции или клубовите да бидат побогати и да може да помогат на оние спортисти да имат една мотивација или за да може да продолжите понатаму тренирање, бидејќи кај нас до 17-18 години долго не постигнат успех, потоа кога се запишуваат на факултети, тоа на тие години се откажуваат од спортот. Дали почнуваат со факултет, повеќе дали одат по други градови. Гледаат начин на екзистенција, друг начин на екзистенција. Да, друг. Бидејќи карат, мислам, спортот не мора ни да значите, пример, другарка ми Јована шо е, она е на факултет во Скопје. Од тука, тренира, префрли се во Скопје и сега се тренира и во Скопје и се бори и се. Значи, ако се сака, се може. Да не повторувам класика. Секој ќе каже немам време за ова, немам време за она. Не, немам време, значи или сакаш или не сакаш. За милион работи можам да го потврдам дека само ако сакаш, желбата е најбитна. Така, значи друго ништо не може. Значи, како можам јас да најдам работа да најдам време и за работа, и за да се учам гитара, и подкасти, и магистратури, и трето, и пето, и ти, и мислам дека со студии си како. Јас сум на апсолвент на филолошки факултет, имам уште 7 испити. Да, значи ти и на факултет си и плюс и со каратето, ако се сака, се може. Значи, на сабајле тренирате, секоја сабајле? Претежно во природачка сезона тренираме по 2 пати на ден, од понеделник до сабота, недавниот ден 6 од 7 дена. Да, навистина од саат до саат и 30 минути тренинг, и јас во последните години патувам и за Скопје, имам свој кондиционен тренер кој што патувам 3 до 4 пати во неделата, каде што имам тренинг со него, навистина одам за Скопје, тренирам се, враќам, вечерта имам тука тренинг и така постојано, секој ден. Тоа е желба да отидеш и да запалиш школа или да отидеш да тренираш, па треба да уложиш средства, значи се и да се врнеш и после таа консистенција, ама само ќе функционира само ако 100% од времето си консистентен, ако има тренинг по тренинг, нема успевање, нема закъснење, нема, значи тоа е тај менталитет. Сега, кога си најдобар веќе. Оке, ти ласка. Кога си најдобар. Не ќе ме те прашам какво е чувството да си најдобар. Сакам да те прашам какво е чувството? Каква е тремата? Што те се врта низ главата кога застанеш на подиум во финале, пример за европско првенство или за балканско или за премиер лига, не. Финале за прво место, знаеш колку само ќе ти донесе. Кога застанеш пред да улезеш на татамито. Што се ти се врте низ главата или поточно колку работи не ти се вртат низ главата? Можем да кажем дека во мојата кариера многу подобро се борам во оние борби кои се одлучувачки за медал или во прво коло. Јас постојано 90% од моите финали јас ги победувам. Многу имам ретко сребрен медал, постојано сум златен. Или ништо. Значи пред борбата јас сум многу нервозен и едва чекам да
да излезам на татамито да покажам дека сум најдобар. Анксиозен. Ме фаќа таква нервоза што навистина сакам едве да го дочекам тој момент и да го победам победам мојот против. Не знам, тоа од внатре ми е така вградено и кога дојде тоа борба за одлучувачка борба, навистина има некоја нервоза што едва чекам да излезам на татамито и се мотивирам многу и знам дека сум најдобар, дека ќе го победам мојот противник, затоа едва чекам да дојде тој момент кога треба да се бора. Не знам дали примети, ама не ти се испуштило, пошто многу интересен момент. Кажа, едва чекам да излезам да победам. Значи не да излезам да се борам, како што сум се викал. Знаеш, визуализацијата е многу битен фактор не само во спортот, во живот. Значи јас тоа финале го пред да дојде тој момент, јас тоа го сонувал пред го знам и знам уште излегувањето на татамито, уште како ќе изгледа мојата борба, што ќе направам, како ќе направам или било тоа пред време и автоматски мојот мозок е фокусиран на тоа и пред време некогаш и самото тело ми реагира во оборот на некој потек или нешто било што само ми реагира без да го измислам. Да, и навистина тоа ми многу помога во борбата. Навистина во последните години секој финале можам да кажам дека 90% финалињата јас ги победувам. Еве пример е сега последното европско првенство пред да почне ова пандемија на светската премиер лига во Салцбург, каде што се борев со светскиот prvак, кој е светскиот prvак од Италија. Борбата беше 1-0 за него, 1-1, 2-1 за него, 2-2 за мене, 4-2 за него, имаше уште 3 секунди до крајот. Јас не се откажав, јас знаев дека можам, дека имам шанси да го победам и буквално последната секунда успеав да му земам 3 поени и ја победив таа борба со 5-4. Никогаш не се откажував, верував во борбата, ја посакував во победата, ја посакував таа победа и го освоив тој златен медал. Да, и плюс ако завршиш борба, знаејќи дека не си дадел 100% од себе или дека не си дадел колку што можеш повеќе, значи последните сили, после тоа можеш главата да се чукаш од зид, нели, да се тупеш, зашо не си дадел. Многу спортисти за жал не само од нашата држава и од други држави кои доаѓаат до финали некоја одлучувачка борба, они гледаат само, не веруваат во себе дека може да го победи, туку гледаат дека да дојде или да биде тесен резултат, рече и може за малку или не е многу подобар од мене. Не треба така да се верува, да се мисли дека треба уште пред да почнеш на борба да веруваш дека можеш да го победиш, дека си подобар од него и на крај ќе победиш таа борба, додека другите веруваат дека не знам што ќе направам, што ќе видиме или било што, не веруваат во себе, но доколку веруваш во себе, доколку си пред се, доколку си дека ако дојдеш до чувачка борба за медал, дека ти си спремен или било што, само треба да имаш голема самоодобра, да ја посакуваш победата и медалот мислам дека не е неизбежен. Мотивационен говор. Значи, ова ќе го пресечам кој сака да го слуша, секој се бајле. Ако ти кажам, ќе се го пуштам јас секој се бајле пред да одам на работа или пред да вежбам или пред да се натерам да дојдам. Наистина ми е драго ако звучиш така. Ова го кажам од моје лично искуство, се надам дека ќе допре до оние сите млади спортисти дека ќе го почнат да го преминуваат во своите борби. Па сега на мене тоа ми е битно, мислам тоа ми е целта некако. Сакам да, нели, луѓето што ќе го слушаат во или надежни спортисти или луѓе не мора да се само картисти. Кој да било спортист? Кој да било од која било област, на кој било ниво, ако некој со нешто има некаква, нели, демотивиран или е моментално некоја криза, што многу пати на многу луѓе се дешава и тури на најдобрите се дешава. Сакам да, нели, со слушањето да може да сванат дека процесот е тежок, процесот е длъг и дека ако веруваш, не многу клише звучи, ако веруваш у себе, буквално е толку, да речем едноставно, наводници, ако веруваш со тебе и ако сакаш дека се е можно, И те плюс сега уво време, кај нели спомна нешто пандемија и натаму, нели немат групни колективни тренинзи или тоа, ама тоа не те спречува тебе или не го спречува клубот, значи секој се бајле, верувам ти или клубот трчате. Па да, како почна, за жал ова пандемија многу за мене беше многу доста тешко бидејќи бев во една
врвна форма, ме очекуваше Европско првенство и квалификационни турнири за Олимпийските игри во Токио, како што за прв пат каратето ќе има прилика да се најде на Олимпијадата во Токио. Така што ја мојата форма ја темпирав многу добро, бидејќи на последниот турнир во месец март, почетокот на март, јас гостовив златен медал на светската премиер лига, како што кажа го победив, како што кажа го победив актуелниот светски првак, го победив и првиот на светската ранкинг листа кој има веќе обезбедена норма за Олимписките игри. Јас се уште не, но за жал требаше да биде во мај месец, а ја бев во врна форма. После ова пандемија се откажа, се одложи се за наредната година и за жал ова 2020 година ќе немам ни еден настап, но ете јас ова разочарувачки за секого, бидејќи толку време се подготвуваш за овие олимписки игри, за овие надпреварување. Се откажа, се одложи, ги поремети сите планови, но ете јас не се откажав. Ја и сега постојано тренирам како да имам секој месец надпревар. Мојата мотивација тука јас не ја губам, бидејќи мора да се остане физички активен, да се тренира постојно, бидејќи ако сега застанам, потоа ќе биде многу тешко да влезам во тренажен процес. Така сега јас тренирам, но не во тој интензитет како во сезона каде што имам надпревари, но ете јас постојано одржувам мојата кондиција, мојата форма за кога ќе дојде тој момент кога ќе имам надпревари, подготовки да влезам што е можно побрзо во тренажен процес. Дури во неизвестност се уште не се знае. Форма, да. Сите чекаат да се отворат кафани и кафичи, ти чекаш да почнат да отворат теретани, да отворат, да почнат турнирите. Многу интересно секој случај. Сега за наредната година што е планот за Олимпијада? Чекай, еден чекор назад. Требаше каратето да биде олимписки спорт од 2016, така ли? Не, 2006. И го сменија со полото или нешто такво беше. Знам, мојот тренер беше кажувал, вика, нели требаше да биде, па не знам кој е цела драма и вика сменија го каратето за некои на коњи што си играат голф. Не, многу години назад каратето се треба да биде, сега ќе влезе, сега нема да влезе. За прв пат во 2016 година го прима како олимписки спорт, еве сега со право настап требаше 2020 година да биде олимписки спорт, но ете се одложи Олимпијадата за наредната година и каратето ќе има своето деби во 2021 година. Ете, се одлучува, се уште ќе се одлучи, уште не е конечна одлука дали каратето ќе остане олимписки спорт во 2024 година. Но се зборува дека ќе можеме да го исфрат каратето, да вметнат нови спортови како што е брейкденсот и не знам уште еден или два спорта кои што наистина тоа е нефер за овој спорт, бидејќи карате тренираат. Се класифицира како спорт или како сега од 2024 година како претендира како олимписки спорт и доколку го исфрат каратето, таков спорт како брейкденсот или не знам уште еден или два спорта може да се најдат на олимписките игри во Париз во 2024 година. Доколку карате тренираат во секоја држава, распространето е на секој континент, се извинувам, а останатите спортови, брейкденс, можем да кажем дека јас не го сваќам и како спорт. Не, јас немам ништо против брейкденс. Не знам која е причината. Јас немам ништо против, но карате е спорт кој е стар многу години и кој што го вежбаат секаде во светот. Само да спомнам дека на светско првенство имат преку 80 земји учеснички во карате. Мислам дека во ниеден спорт го нема тоа. Наистина ќе биде големо разочарување доколку го направат тоа, но јас се надам дека каратето ќе остане на олимписките игри, бидејќи таму е и местото. Тука веќе е малку појаки емоции околу тоа. Немам ништо против брейкдансу или против немам против модерен балет или немам Имам многу добри пријатели, имам многу добар другар туку блиско и живее. Сега е на академија у Шпанија, Бојан Мицев, и е извонреден и мислам дека модерен балет или не знам точно како. Мислам дека модерен балет беше тоа, односно го тренира. Ништо. И тоа го ценам. Ама мислам дека малку каратето класифицира малку повеќе како спорт него ли брейкданс.
И въобще аз не ми бил срегнен со таа одлука. Дори не сум од тебе го слушам дека брейкденсо сака да го метнат како спорт. Мислам дека не е исправно. Тоа го кажува, тоа го пишува, се надам дека карате ќе остане, нека влезе и брейкденсот како олимписки спорт, но мислам дека карате заслужува да биде на олимписките игри во 2024 година и во сите они останати олимписки игри. Колку многу луѓе како вас, колку спортисти како тебе се имат припермано, иначе собирано и поени за квалификации или за пласман, што викаме за на олимпиади. Тоа е нешто многу луѓе што е на многу спортисти што е сон. Значи верувам дека и на тебе ти било сонта. Нормално сон на сега спортист да настапи на олимписки игри. Да, на олимписки игри. Значи тоа е, ние сме имали претходно, мислам дека пливање или нешто друго. Мислам тоа би било нешто. За жалка нас од многу години немаме спортист со олимписка норма. Сите оние што настапуваат на олимписки игри со wild card. Еве сега после подолго време Македонија тоа е со покана. Доколку не обезбедиш олимписка норма, доколку не успееш да обезбедиш олимписка норма, во некои спортови како што атлетиката, пливањето имаат како wild карта и може да пријават во тие земји каде што нема представник со олимписка норма, се додава таа wild карта за да биде застапена олимпијата од сите држави. Јасно. Мислам дека пред некое време имаше една девојка што на параолимпијада беше земала трето место воздушен пиштол. Оливера Накова Бикова, таа постојано мислам дека има златен медал и сребрен, мислам дека 2-3 пати има освоено медал. Јас спомнам дека за трето место, ама ако е така било супер. Мислам тоа, знам дека и за пливање имале сме пливачи на олимписки игри. Не знам само да, но за жал сите се биле со wild карта. Мислам тоа е мој мислам дека тоа е така. Сега зашто неколку би било жално за да не можеш да а ние како држава реално имаме шанса од карате спортот после подолго време да имаме представник македонец со обезбедена олимписка норма. Во Бора имаме обезбедена олимписка норма, тоа го вози борач кој е русин, кој има македонски пасош, но мислам дека е подруго чувството кога или за поголем бенефитот за државата толку има на олимписка норма со роден македонец кој живее тука, тренира и да дај Божи да освои и тоа што се надевам. Олимписки првак имаме Шабан Трстена кој во поранешна Југославија, тој е македонец, но за време на Југославија тој има како тој се уште најмлад олимписки првак со 19 години станал олимписки првак и се надам дека ќе се најде некој друг после подолго време со олимписка норма. Доколку се одржи наредната година олимпијадата, уште што треба да направиш ти за да се пласираш или добиеш пласман за олимпијадата од 2021? Па ми преостануваше квалификационен турнир кој што требаше најпрво да се одржи од 8 до 10 мај во Париз. Поради пандемијата тој се откажа, па се премести за јуни. Како продолжува ситуација, тој се откажа, нели откажа олимпијата и тој квалификационен турнир се премести за 2021 година во јуни. Така што јас ќе имам шанса да обезбедам на олимписка норма во месец јуни 2021 година во Париз. Се надам дека ќе ме сложи здраве, дека ќе бидам жив и здрав, ќе бидам во една врвна форма. Јас верувам во себе, ги победував најдобрите. Се надам дека на тој турнир ќе ги победам најдобрите и ќе се најдам на олимпијада во Токио. Да ги победиш најдобрите, значи не можам само не можам ни да си предпоставам каков би бил филинго да се бориш со светски првак. Прв пат кога си дојдел, пример да речеме, прв пат кога си бил на на балканското и на европско. Нели ти е било малку застрашувачки самата стигма околу тоа, сега се борам со првак или сега се борам со светски првак или со европски првак. Како си надминал, некој само да брзем да кажеш, како си надминал, дали си имал некој страх, кога некој бил и сега го погледнеш и кога го знаеш. Јас моје лично искуство гледам сега кога сум се борил со некој, тај бил европски првак или државен првак или 5 пати државен, кога гледам и
Не странно. Знаеш, кај нас многу луѓе размислуваат, многу спортисти размислуваат за леле сега сум со европскиот prvак, леле сега сум со светскиот prvак, што и пред време се откажуваат. Јас за мене лично зборувам, сум чекал да се сретнам со такви шампиони како европски prvаци и светски prvаци. Стварно? Да, за да секогаш сум се мотивирал повеќе за да го победам тој светски prvак или европски prvак или да видам до кај сум, за да доколку го победам тој светски prvак, знам дека можам да ги победам сите останати, или доколку изгубам да гледам, да видам разликата од мене и тој светски prvак. Така што навистина сум, како што кажав, сум чекал да се сретнам со тие противници за да видам до кај сум, да видам до кај е мојата форма, дали можам да ги победам и сите оние други останати, дали можам да направам голем резултат. Јас сум победувал и во мојата категорија ги имам победено сите најдобри и тоа ми дава за право да верувам дека можам да постигнам уште поголеми резултати. Да. Нешто што сакам да те прашам, мислам да те прашам, малку да елаборираме на некој што можеби слуша, а што не е запознат толку со спортот, колку само кога си во борба. Не е битно дали си у финале, дали не си или колку очите гледат додека си борба, колку е само битно размислувањето додека се бориш и колку е само битно да бидеш фокусиран на противникот 100% и колку само за некој пат за милисекунда или за секунда или за еден потек малку по-налево, по-надесно, колку може да те кошта борба. Значи тоа колку брз спорт е за рефлексија. Јас ти имам, не знам дали памтиш на сторија имам ставено од тебе. Значи како трга мислам го беше така, противникот да те напаѓа, значи само што, значи јас успорена снимка го гледав, значи успори го за да видам, значи он како тренува за ѓако, значи после милисекундата, дали ти гледаш, јас учам ги, што имам учено луѓе, учам ги да некој пат да гледат, дали да гледат умрдањето, пример на куковите или да гледат самите мускули, за некој прв, или кога трга некаде да напад, после да речеме со нога, прво тргнува прво. Еден од првите знаци некаде гледаш дека колку се мрда. И сега гледам успорената снимка да се надоврзам само да докажам, он како тргнува, гледаш дека тргнува и он додека е испружен, че на 50% му е на него веќе раката, нели да ти направи поен, ти му веќе правиш поен и ја враќаш. Фактички на пола пат ви се разминуваат само неговата рака натаму, твојата наму. И ја гледа и мислам, значи, вау, значи колку ти е истренирано, тоа се доваѓа со искуство и со тренинг и со вежби за фокусирање, сигурно да гледаш и да нели проценеш го пред противникот што му оде, што не му оде, кои техники. И како секундарно само знаеш дека ќе тргне да речеме со ниско ѓако или у моментот лансираш и он додека се освести дека е спружил раката, веќе знамењата се горе. Па тоа е мојата предност брзината, можам да кажам дека е моја предност во овој спорт, да, но сето тоа се должи на многу тренинг. Тоа во некои моменти самото тело или самата рака ми реагира на тие моменти, јас постојано во борбата го пратам мојот противник и доколку трепне јас да му земам. Тоа се вежба. Значи во овој спорт тоа секоја грешка се казнува и доколку ти во овој спорт една секунда многу значи. Ако заспиеш или ако не реагираш, мора постојано да си сконцентриран максимално во тие 3 минути, секоја минимална минути. Со стопирање на време доаѓа околу 15 минути една борба. Но навистина мора да имаш максимална концентрација, да си фокусиран на својот проект, да го пратиш и во секој движење, секој покрет и како што каже и ти да го пресретнеш на еден начин. Но тоа се должи на многу часови поминати на тренинзи, такви ситуации извежбани многу и мозокот сам реагира во такви моменти. Да. Јас доколку го немам тоа извежбано, верувам дека нема така да изреагирам. Тоа се должи на добра подготвеност, извежбаност на тренинг, потоа надпрва само ти доаѓа таа реакција. Да, значи не е само физичката спремност. Значи физичката спремност е тука што мора да биде присутна 100%, за да можеш да се фокусираш на но доколку си физички подготвен и психичката спремност си доаѓа само по себе. Тогаш си испремен и психички
си по-сигурен. Толку не си физички спремен, не можеш да бидеш и не можеш да имаш таква реакција, но можем да кажем дека поголем дел од сите оние спортисти шампиони е во нивната глава. Со тоа можам да се согласам 105%. Сите може да тренираме заедно, да бидеме физички максимално подготвени, но доколку го немаш тоа победничко во себе или таа спортска интелигенција, мислам дека џабе. Сите оние шампиони можам да кажам дека има некои можеби тренирати повеќе од мене, но можеби заради ја нема таа спортска интелигенција, тој инстинкт, таа осет, таа дарба. Да, значи не е пред се треба да си спремен, но мислам дека и треба да имаш и нешто победничко во тебе, некоја спортска интелигенција и се останат. Да, таа интересен концепт на спортска интелигенција, што викат на англиски викаме winner mentality или менталитет на победник. Или да мислам да бидеш спремен, да бидеш уверен дека си најдобар, дека можеш да го пресретнеш, дека можеш да му земеш поен, дека гледаш го, знаеш кај можеш да го фанеш на финта. И тоа се Па знаеш како мозаик, едно како голема една слика. Сите мене што се тие светски европски прваци, тие се од поголеми држави што имат што постојано ме анализираат, ме пратат, ми ги знаат мои техники, јас ги знам, ги пратам, ги следам и тоа ти исто како да играш шах со тие светски прваци, со тие шампиони. Навистина мора да си многу интелигентен како да се изразам, да го зафркнеш противникот или да го натераш тој да направи грешка, па ти да му земеш поен или тука има и многу различни стратегии. Ти си офанзивец, дефанзивец, нешто измеѓу. Јас сум дефанзивец повеќе. Дефанзивец повеќе. Да. Ама некој пат знаеш и да нападаш. Да. Дефинитивно еден мислам дека со рефлекси тука некаде, мислам дека е еден од потака битните побрзите спортови. Пример, кај одбојка или и тука и кај одбојка и кошарка и фудбал има панели рефлекси се тоа, ама не е толку карато. Мислам дека беше читал некоја листа. Според мене еден од најрефлексните, или да речем мој лично мислење, најрефлексен спорт мислам дека е пинг-понгот. Пошто тука си фокусира на едно мало топче што се движи многу брзо. Нели, со многу голема брзина, многу различни правци, со многу различни спинови. Таму па се има цела друга филозофија е тоа таму. И мислам дека тоа е. Добро, каратето рефлексијата во каратето е исто и како голманот. Да. Многу има сличности каратето и Јас тоа беше голман у средно. Мислам дека многу голмани има тренирано и карате. Ама не, стварно, значи со рефлексите ние знам имавме една од нели вежбите што сме ги правиле е тоа застанеш еден партнер што ти нели имаш ти партнер пред тебе и он е со дзидо и не е подпред дзидо, туку на некаде неколку на 2-3 сантима од дзидо. И сега ти си на еден чекор од него или на 1 метар од него. Он ги држи раците вака напред. Он ги држи вака раците тука напред и ти ги држиш раците тука напред и твојата цел е да го удариш, дали му залепеш шамар, дали да го удариш, да го почукнеш некој. Да, и тоа многу брзо темпо оде, а неговата цел е само да блокира, или само да блокира или само да се брани или кај таму. Значи тука некаде рефлексија, да. Тука што вика на англиски вика hand to eye coordination, не знам на македонски, не знам како се вика. Ама многу е битно таква некоја координација да се знаеш. Јас многу интересна работа што мислам дека мене повеќе им била за учител, него ли за надпреварувач. Мислам карактер некако малку повеќе имам трпение со деца, со луѓе. Треба да си пробаш у тренерските води. Треба у тренерските води. Па не сум толку многу искусен за да тренирам некои или поискусни пример некои дечки. Ама теко на времето. Да, јас додека тренираше тука во Македонија, помагаше со тренинзи на деца. Значи тука воспоставуваше дисциплина, тренираше и кати, борби и некои работи. Па ја не сум нели некој многу успешен или премногу искусен, ама тоа знаење што сум го знаел, што сум го гледал кај вас, сум го пренесувал за да може нели да тргне нека работа или луѓето добиваат мотивација и многу пати луѓето се ме гледали од мој клуб, ја не сум не знал кога сум останал еден од постарите, да речеме најстарите у нашиот клуб. Многу луѓе отпосле ме гледат, се ме гледале како мотивација или како тоа, и тоа за мене е нешто
за мен е нещо много добър филинг. Можем да змислим само ти какво се усекиш, ако некој ти дойде и ти рече дека сум ти фан. Значи аз нямам фанови, ја имам така нели ученици. Сега кога тренира луѓе луѓе, студенти кога тренира у Англија додека беше во нели на факултет, додека беше на факултет беше малку поразлично со тоа што таму луѓето не знаеја, мислам доволно за карате. Да, доваѓа луѓе што никој пат не се тренирале, некој пат што никој пат не се тренирале карате. Имали си ти искуство со некој така дојде и не е тренирал ништо карате, па да треба малку нели. Па не, јас се уште сум активен и јас само што ги имам тренирано децата од мојот клуб, имам држано тренинзи на оние во карате клубови од нашата држава. Се уште немам такво искуство со некој што немаат допирна точка со овој спорт. Но ете, докато има таква прилика, јас се надам дека добро ќе се снадам, ќе покажам тоа што го знам и умеам и да. Тоа. Фала многу Емил што дојде кај мене на подкаст и што ми беше тука гостин во емисијата. Благодарен сум премногу. Надевам се дека некоја друга мисија ќе го продолжиме разговорот уште повеќе. Надевам се дека имаме уште многу за зборење, че мене ми изнатекнаа уште многу теми, ама неќам да те задржувам многу долго. Благодарам уште еднашка, биди тоа што си, продолжи да бидеш толку активен и што викаме ние спортистите, спортски поздрав. Нема што, но истина беше чест и задоволство. Еве да се направим еден муабет, да ги пренесам моите искуства на тебе и на сите оние што ќе може да го видат ова видео. Се надам дека оставивме добар впечаток и имал што да научат сите оние млади спортисти да научат нешто од овој мој пример, од ова моја кариера, и се надевам дека сакам ти посакам многу успех во ова твое ново издание и се надам дека ќе се видиме во наредна прилика, ќе си направиме повторен ваков муабет и на тебе ќе се заблагодарам за поканата и поздрав сите оние што ќе го гледат ова видео. Фала многу. Спортски поздрав. Спортски поздрав.